Доколку во месец јули лани одреден производ чинел 100 денари, истиот во месец јули годинава не треба да се продава по цена повисока од 103 денари. Ова е договорот кој владата го направи со големите ланци на маркети кој предвидува да нема поголем раст од 3% годишно на цените на основните прехранбени производи. Со овој подек се интервенира во стандардот на граѓаните, но и во делот на намалување на годишната стапка на инфлација. За да ова се реализира, потребно е да направиме еден ваков ист состанок со производителите и дистрибутерите и добавувачите. Тоа ќе се случи во наредниот период и потоа сите заедно ќе седнеме на маса и сите заедно ќе бидеме општествено одговорни затоа што граѓаните мора да добијат најдобра услуга и најквалитетни производи по оптимално најниски цени. Претходно Државниот пазарен инспекторат од контролите на терен утврдиле дека има непочитување во делот на маржите кај маркетите. Тие решиле да стават поголема заработка со тоа што се однесувале несовесно во време на криза. Контролите продолжуваат, а инспекторите ќе прават испоредба на цените по кои добавувачите им ги продавале на трговците и цените на производите кои трговците им ги продавале на потрошувачите. Споредбата ќе се прави за лани и сега. Државниот пазарен инспекторат доби за задача да направи компаративна анализа помеѓу цените на еден ист производ, еден ист артикал на добавувачите кон маркетите и цените на маркетите за тој ист производ кон потрошувачите граѓаните за месец мај 2025 споредено со месец мај 2026. Да видиме што е тоа кое што тука креира состојба да ние имаме зголемени цени на основните прехранбени производи. Според очекувањата, новиот договор кој ќе биде постигнат помеѓу владата, дистрибутерите, производителите и маркетите треба да започне да се применува од следниот месец. На ваков начин, Македонија повторно предничи во воведувањето нови мерки кои треба да го штитат граѓанинот од неоправдано ценовно дивење. За сега вакви мерки нема во соседните држави, иако некаде растот на цените на основните прехранбени производи се движел и на над 5%.